35-та минута. Добрата дефанзива на црните им донесе само -1 на 2 минути до крајот. На вардарци се истрошија и на крајот не успеа да се спасат од пораз. Во меѓусредната мини табела Пелистер ги освојува првите 2 бода, меѓутоа има -8 гол разлика. Вардар е на 0, екипата на Алкалуит е на +8, што значи дека екипата на Алкалуит може да се дозволи да загуби со повисока разлика на 3 кола до првиот дел од сезоната во Битола. Пелистер славеше затоа што Митевски имаше изворедни 12 интервенции, затоа што Кузмановски беше супер во првото полувреме 7, во второто само 1 гол. Радивоевиќ постигна 13 со не повеќе од 3 промашувања. На спротивната страна Вардар го имаше одличниот Крцманчиć со 9 гола, 7 во второто полувреме, кога се разигра и Јагориновски реализирајќи 4 погодоци. Гогов имаше 7 интервенции кога Вардар го спушташе големиот минус. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Мислам дека гледавме добро дерби во прекрасна атмосфера со многу погодоци, со менување на тактиката, на енергијата на теренот, по која што екипата на Алкалуит може да биде најзадоволна, затоа што е на +8 во мини табелата, во која што Вардар има 0, Пелистер има -8 гол разлика. Пелистер ќе треба да победи со 9 гола разлика во делот против Алкалуит за да биде прв на таа табела. За да има +7, Вардар 0 да биде и екипата на Алкалуит, затоа што тешко е да се претпостави дека овие две екипи на 7 кола на крајот ќе загубат од некоја друга екипа во суперлигашката конкуренција, а останува уште дербито во Битола меѓу Еврофан Пелистер и Алкалуит. Благодарам за вниманието и пријатна вечер.